Томислав Србиновски од својата 12 годишна возраст е член на хорот кој во тоа време работел во Тетово. Секој вторник и петок правеле проби, а со хоровите настапувал на многу места низ поранешна Југославија. Затоа што Тетово важи за хорски град, со години наназад се негува оваа традиција. Многу се пеело македонски песме, а јас сум бил пеачка група, таму има на сликата, ќе видите. И другаро беше пеачка група и многу смо добиле бис за нашето пење. Секој ги гледам ова, да ви кажем, морнице поснагавам и да како бргу проđат годинете. 57-ма, на распјаните товчани, исто сум член таму, можда сте ме виделе, многу убаво смо прошле. 95 години од пеачкото друштво Бинички и 70 години од Сдруженијето за култура и уметност Илјантески смок се одбележаа вчера во Центарот за култура. Воедно, годинава се одбележуваат и 110 години од формирањето на првиот хор на Петар Здравев. Овие јубилеи оставаат печат врз она што многу генерации на тетовци го правеле со многу љубов. Оставиле за себе големи резултати, многу дружење, патувања, успеси од типот најдобар хор во Кралството Југославија, потоа државни прваци во разни категории на културните умнетнички друштва после Втората светска војна и една можеби традиција која во македонски рамки не е толку присутна со толку слоевитост и со толку резултати, со толку убави спомени. Фотографиите кои многу тетовци ги вратија низ години наназад, Светозаревиќ ги собирал околу 30 години од тетовски семејства, но и од колекционерски друштва низ Европа. Културно пулсирање низ времето е и насловот на монографијата, кој е сведок за многуте успеси и генерации. Толку е силна таа традиција што имаме некои семејства каде што, например, прабаба, прадедо, па нивните деца, нивните внуци и правнуци се членови на културно-уметничкото друштво Илјантески смок, што укажува на тоа дека се работи за една навистина голема традиција во градот. Сдруженијето за култура и уметност Илјантески смок од Тетово од 2011 година до денес зачленило над 400 членови, кои имале над 100 активности. Сите тие се групирани во 8 групи. Една од групите е хорскиот ансамбл Илјантески, потоа имаме пеачкиот ансамбл, фолклорниот ансамбл, драмското студио, клубот на ликовни уметници, литературниот клуб, клубот на оратори и оркестарот Илјантески смок. Самиот оркестар е групиран во повеќе насоки. Имаме од чалгадиски оркестар, од инструментален или на еден начин оркестар тамбурашки.